Има моменти во животот кои никогаш не се забораваат. А овој, што денес ќе ви го раскажам, е еден од нив. Пред неколку години да ми кажеше некој дека ќе се преселеме во Америка да живееме, јас само ќе се насмеев и ќе речев нема шанси. Но животот имал други планови. Се започна кога нашиот син преку студентска програма замина во Америка на 3 месеца. И кога поминаа тие 3 месеца, тој реши да остане да живее во Америка. И остана таму. Поминаа скоро 4 години, не го бевме видели. Само се гледавме на видео кол. Но во меѓувреме, после 3 години, ни кажа дека поднел за зелена карта. И ние се израдувавме нормално. Ќе има шанси да дојде да го видиме. И така остана на тоа. Чека да стигне зелената карта. А во меѓувреме, ќерка ми живее во Англија. И таа ми се јави и ми рече дека сака да дојде на гости, да ја пречекам на аеродром. И јас се израдував нормално. Сакам и неја да ја видам. Додуша неја ја гледавме почесто, на 2-3 месеца. И кога дојде денот, јас заминав на аеродром и таа ме чекаше надвор. Стигнав таму и ја гушнав, радосна, и одеднаш некој ме тапка по рамото и вели, може ли јас да дојдам? Јас се стаписав, тоа е гласот на мојот син. Дали сонувам тие секунди? Размислувам, дали е можно да халуцинирам? Се свртувам. Мартин, мојот син. Мартин, ти ли си? А тој насмеан. Да, мамо, јас сум. Во тие моменти не знаев што чувствувам. Бев пресретна. Ама и многу возбудена, многу шокирана. И му успеа изненадувањето. Тој се договорил со сестра му, со мојата ќерка, да ме изненадат. И му успеа тоа. И ајде. Појдевме на кај колата, за да си одиме дома. Едно качување во колата, поаѓаме и јас, од преголема возбуда, го погрешив излезот. Наместо на кај Свети Николе, јас фатив на кај Скопје. Ама одма се сетив и да се вратам назад, го закачив браникот. Ете, тоа се случува кога човек е возбуден. И ништо. Тогаш тој седеше, па мислам дека околу месец дена во Македонија и пак замина во Америка. И по, можеби, 1 година кажа дека земал државјанство и пасош. Ни праќа слики, радосен. И добро. Продолживме да се слушаме, да се гледаме на видеокол.
И на едно јавување тој вели: сакам да поднесам документи за вас за виза. Дали сакате туристичка виза или зелена карта, иселеничка виза? Јас се изненадив. Никош не сме помислувале на таа опција, па не сме ни разговарале на таа тема. Одеднаш шанса. И моравме да размислиме. Не е лесно да се донесе таква одлука на 55 години, а маш ми 63. И од кога завршивме со разговорот со него, почнавме да размислуваме на таа тема. Што да правим? Во Македонија со децении градевме живот. Имавме се. Имавме пријатели, фамилија, се ни е таму. Цел живот сме граделе во Македонија. И сега одеднаш остави се и замини. Но и покрај тоа, што имавме се во Македонија, имавме убав живот. Ама сепак душата е празна, кога децата не се со тебе. Тоа ќе го разберат мајките што имаат деца во странство. Чека се напијам малку кафе. И така, одлучивме. Ајде. Нека ни поднесе за иселеничка виза. Ќе пробаме. Ништо не може да изгубиме. Се што имаме во Македонија ни стои. Па си рековме, ќе си го рачунаме како една авантура во животот. Ќе пробаме. И така. Беа поднесени документите и требаше да се чека година и пол. Во меѓувреме ние веќе и заборавивме дека се поднесени документи. Нашите животи продолжи. Но по една година синот се јавува и кажува дека документите се одобрени. Тогаш стана реалност. Тогаш почна припремите. Како, што да земеш, што да понесеш. Не можеш да понесеш ништо посебно. Колку во 2 куфери не можеш да сместиш животот децении. Само нешто основно ќе земеш и ќе заминеш. И ги поминавме сите процедури, извадивме карти. Исто, знаете, имам кученце Малтезер, мој миленик. Најмногу грижа ми беше за него. Дали ќе ми дозволат да си го земам? И за него извадивме карта, па сите прегледи, ова, она, 300 процедури. И да не должам. Се спремивме, спакувавме 2 куфери и заминавме. Се качивме на авион и полетавме. Кога стигнавме на аеродромот, синот не пречека со балони. Се испоздравивме. И тоа беше нашето прво стапнување на американско тло. Но не знаевме
дека од тој момент нашите животи почнуваат од нула. За тоа што се случуваше после, откако стигнавме на аеродромот, ќе ви раскажам во следното видео. Се надевам дека ви беше интересна оваа моја приказна. И нема да застанам тука, ќе продолжам да ви раскажувам што се случуваше понатаму. А има многу интересни случаи. До тогаш се гледаме и чао!